Почитувани мој добар ден. Време е за нова тема во која што верувам дека како што и почнавме во оваа сезона, во ова издание ќе имаме можеби и тродупло повеќе јавувања. А еве и зошто. За кебапи 3 години затвор, за гледање на кафе 1 година, за продавање коприви и марули 150 евра казна. За крадење државни пари максимална казна 4 години. Не дај Боже да си гладен и да украдеш кебапчиња, ке лежиш, ама да оштетиш државен буџет со милиони, ке си седиш дома. Да подсетиме, владата продолжи измени на кривичниот законник со кој се намалуваат затворските казни за функционерите со европско знаменце. Експресно, за само 3 часа, со 48 гласа за, 36 против и 1 воздржан, во собранието се донесени измените на кривичниот законник. Невладиниот сектор со жестоки реакции барање измените да се повлечат, бидејќи не помагаат во борбата против корупцијата. И токму спротивно, ќе ја зголемат и онака високата стапка на неказнивост на службените лица и функционери. Во вторникот ве прашавме дали сте изненадени со носењето на измените на кривичниот законник и вашите реакции беа не, никако, тоа се очекуваше. А невладините организации сметат дека изменетиот кривичен законник ќе овозможи апсолутна застареност. Од апелација не откриваат или не знаат како ќе постапуваат обвинителите или ќе ги преквалификуваат делата или ќе почекаат судиите да донесат ослободителни пресуди. Денеска стапува на сила измената на кривичниот законник со која се намалуваат казните за злоупотреба на службената положба и овластување на функционерите. Оно што ве прашуваме денес, по чија нарачка се направија измените? На поранешните Никола, Миле, Гордана и Саше или на сегашните функционери? Или можеби на останатите кои што допрва ќе доаѓаат? Има ли промената на кривичниот законник поврзано со внесувањето на бугарите во Уставот? А нас во црвена линија најмногу не интересира дали дополнително ќе се зголемат казните за кратците на кебапчиња. Тоа особено не интересира. И секако тука ќе ве потсетам дека на Facebook задолжително треба да не заследите, со оглед на тоа што тука ви се дава простор да ја префрлиме и дискусијата 24 часа да коментирате, лекнувате и шернувате. Ќе ве потсетам дека имаме и профил Црвена линија на Твитер, но на што е најважно, како што и постојано подсетувам, Instagram Story. Да, заследете не на Instagram и веднаш кликнете на Instagram Story. А таму денешното анкетно прашање гласи вака. Намалени казните за крадење државни пари на максимум 4 години. Дали сметате дека казната е превисока? Имате можност да дадете 2 одговори, да или не, зависно тоа кој е вашиот одговор. Резултатите ќе ви ги соопштам таму некаде по рекламите, а на самиот почеток ќе ве потсетам дека до нас се доаѓа онака како што и се доаѓа во секоја сезона, така и во новата. 023070005 ги охрабрувам сите оние кои што досега и немаа пракса да се јавуваат во контактни емисии. Верувам дека доволно сте заинтригирани и дека сега веќе ќе го смените тоа видување. Затоа очекувам, со оглед на тоа што имаме поприлично доста прашања за вас, најмногу не интересира, веќе потсетам, дали сметате дека можеби дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња? Ајде да видиме што ќе каже првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Мислите ли дека од сега па натаму дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња? Па, казните за кебапчиња, за казните за кражба на велосипеди, кражбите на земјоделски производи ќе се зголемат, меѓутоа овие криминалци, како едните така другите, добро манипулираат со овој хендикепиран народ. Гледам и самите што се случува во Франција, кои немири беа за измена на законот тамо нешто, за пензиско. Гледаме во Израел што се случува. Меѓутоа, овој хендикепиран народ добро трпи и тие си манипулираат добро.
ќе се конфискува имотот. Каков имот ќе се конфискува кога овие криминалци се толку интелигентни, што парите ќе ги префрлат во странство. Ќе ги префрлат во Грчка, купуваат куќи, купуваат во Чешка, во Словачка, ги носат во Америка. Кој ти води ЕСАД на овие криминалци? Ни едните, ни другите. Овие народ мора еднаш да свати дека со овие криминалци не може поинаку. Само оштро и на прва. Мора да се воведе ред во ова држава. Еве, намалени се казните за крадење државни пари на максимум 4 години. Дали казната е превисока, да или не? Абе, каква казна 4 години, што е? Го дадовте одговорот на нашето анкетно прашање и секако големо благодарам и за вашето учество во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. И пред да се префрлиме на останатите гледачи, ќе споделам еден твит, подобро да кажеме една преписка на твит, интересен коментар на кој што очекувам да се надоврзете. Сам Дома Даниел напишал: кој пак рече дека законот не е добар? Дачес напишал: реално закон што прави да застара делата за сите најголеми криминали во држава во последните 15 години, како може да биде добар? Дали дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња? Ќе видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Први поздрав до Телма телевизија и со високо мислење за вашата телевизија. Голем поздрав и до вас. На темата. Па да, они нивните криминали што имаат украдено не милиони, милиарди. А обичниот граѓани со застарени долгови од 20 години го даваат на извршители дали имал или можел да ги плати. И го малтретираат. Толку од мене. Поздрав и пријатно попладне. Благодарам, поздрав и пријатно попладне. Бевте пократка од секундите кои што се одредени за вас, но сепак го кажавте вашиот став, јасно, гласно и кусо. Продолжете да не гледате. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Јас се чудам, нема што се чудам, кај нас е се можно, така да ништо не ме чуди. Во затвор ќе бидат оние што ќе крадат кебапчиња, а тие што крадале државни пари, што ќе се работуваат и кој ќе излезе од затвор со власта, ќе си имаат пари и ќе си јадат не кебапчиња, туку бифтек и други сувомеснати производи, заедно со политичарите. Значи политичарите ова тактички го прават поради изборите и сега да ги пуштат криминалците од затвор, да им прават нивни малверзации за изборите што ќе бидат и да имат поголема поддршка. А од друга страна, ако беа прави политичари, треба да ги подобрат условите во затворите, во Идризово и на други места и да изградат затвори, кај што стварно луѓето ќе бидат во затвор где ќе заслужиле, а не со мали казни по 4 години, туку се знае какви казни и како треба конфискација на имот да се прави. Али овој закон не го донесе транспарентно преку ноќ. За нив си го донесува да бидат ослободени и парите да им останат во джеп. Ова што се вика за конфискација нема никој да го спроведат. А дали ви личи дека дополнително сега ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња? Па може да се, тоест поише ќе бидат сигурно зголемени, поради тоа да не испадне дека нема криминали, дека нема затвореници во затворите. Само тие ќе останат што крадат кебапчиња или леп, што нема да јадат. А другиве нормално. Они имаат пари, ќе и амнестија. Дали сметате дека е превисока казната од 4 години, максимум 4 години? Тоа е минимум треба да биде казната, а не 4 години, минимум е таја. Благодарам што дадовте одговори на нашето денешно анкетно прашање. Вие кои што можеби подосна се вклучивте, не заборавајте на Инстаграм сторија имаме анкетата за денес. Ке подсетам, намалени казните за крадење државни пари на максимум 4 години. Дали казната е превисока според вас? Да или не, кликнете, ќе ги дознаеме и откриеме резултатите по рекламите. Одиме со уште еден интересен твит. Сега и твитерџи експресно ќе ги вклучиме со коментарите во рамки на дискусијата со вас. Еве што има објавено референтот за збрки.
Сакам да покажат од режија со цел да видите така. Ова е наслов кој што доаѓа од Турција. Вели турскиот крал на криптовалутите осуден на 11.000 години затвор. Таква е судската пракса во Турција, а тој напишал, а може ли да се повикаме на 500 години заедничка држава и да го превземеме нивниот кривичен закон. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, секој добро во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Благодарам. Околу казните, може ли јас да кажам нешто, пошто чекам веќе 5 месеци, 6 во некоја емисија да објавам. Повелете. Вака, значи, купив моторче од друга општина и кога дојдов во мојата општина ми кажа Ве слушаме, продолжете. Дека 2 години веќе немале таблички овде. Нема табличка во нашата општина. И моторот го возев без табличка. Ме сопре полицијата, иако имав документи дека е на моје име, ме каза. Ја верувам дека овој проблем не е само во една општина во Македонија. Значи, од државата, што ние си ги плаќаме со своји пари, нема таблички да ни дадат, а не казнуваат граѓаните за тоа што заради нивна грешка ги возиме моторите без нив. Па дали ќе ни дадете и одговор, дали сметате дополнително дека ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња? Како ви личи? Не знам што да одговорам на ова прашање, мислам не сакам да видам повеќе од ова што кажа. Добро, благодарам многу што го споделивте вашето искуство. Слушна ова некој па ќе го открие зошто нема табличка. Ќе поставиме темата без грижи, се регистрира овде од страна на нашата редакција, јавно зборувате, се разбира за она што сакате да го предложите, но еве ќе потсетам уште еднаш. Денес имаме конкретни прашања, можете да ги прочитате и овде. Велиме, ве прашуваме има ли промената на кривичниот законник поврзано со внесувањето, можеби на бугарите во Уставот. И она што исклучително не интересира, дали дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња. И еве и анкетното прашање секако нема да биде изоставено. Дали ви се чини дека можеби 4 години максимум е престрога и преголема казна? Добар ден. Добар ден, Дино. Па еве, дали ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња од сега па натаму? Да, треба ли? Да се зголемат, ќе секо. А на овие бандитите, како ја од моја шума, се сечам дрва, или некој од неговата шума, ќе фасам без те марцину, кој не те на затвор. Како не ги е саме? Како не ги е саме? Ка не знам. Али ова не е држава. Држава. Не е држава. Ја мислам дека е лоповска држава. А еве, мора да ве прашам, во Македонска Каменица ви се случило ли некоја комшика, пријателка да ви гледа на кафе? Како не мога кажа, ако гледа ќе мора, кој затвора сеташ. Има зошто прашуваме, бидејќи казната за гледање на кафе е 150 евра. Една година, всушност, да, една година еве ме оправија. Да, нема ни парична казна, веднаш е една година. Парична казна. Дали ви изгледа превисока казната од 4 години? Не, добро. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ќе продолжиме со твитерџи. Монте Кристо напишал, сега ќе може да го видите твитот, вели со новиот кривичен закон нема подобра можност од инвестирање во политика. 3 години затвор за 10 милиони евра, во заграда ако те фатат и докажат, е одличен пресметан ризик, напишал Монте Кристо. Дали тоа значи дека од сега па натаму дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња, ќе се зголемат паричните казни за оние кои што еве
продаваат на зелен пазар. Тоа е на пазарите, барем ова знаеме дека на зелен пазар повеќе луѓе кои што кубуреа и бараа начин да си обезбедат екзистенција, беа нели експресно тргнати според законските регулативи. 1 година затвор е за гледање на кафе. Па, еве, како ви личи? Каде одиме? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Според моето мислење, 10 кебапчиња ќе излезат поскапи од украдените 10 милиони евра. Добро, ве слушаме, продолжете. Навистина е жално да се казнуваат луѓето на пазар кои што бараат екзистенција, бидејќи повеќето од нив се со минимални земјоделски пензии или пак без никакви приходи. Благодарам на вниманието, пријатно. Благодарам и вам за вклучувањето и активното учество во денешното издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Како ви личи вам? Дали ќе се зголемуваат казните за крадците на кебапчиња? Како нема? Не сум тоа. Ве слушаме, продолжете. Се исклучи гледачот. Како и да е, добро име, уште еднаш ќе си дозволам, иако немаше потреба сега да подсетам да ви биде намален тонот на телевизорот, кога го вртите бројот 023070005, секако подобро ќе се слушнеме доколку зборуваме преку слушалка. Добар ден за следниот гледач. Добро, како да е, ќе продолжиме со твитерџи, нека ви биде денешна инспирација, можеби со голем дел од нив и ќе се сложите во излагањата, можеби не, нешто ќе надополните. Одиме со твитот на Алишија in Wonderland Macedonија, напишала: гарантирам ДПМН се прават наудрени. СДС спроведува, дуи го нарачува новиот кривичен закон за намалување на казните. Практично ова е твит во однос на насловот каде што стои дека ВМРО ДПМН направи кворум. Собранието ги изгласа измените на кривичниот законник. Па еве, дали ви личи дека со оваа брзина и експедитивност од сега па натаму ќе се зголемуваат можеби казните на крадците на кебапчиња? Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, повелете. Да, од Свети Николе се јавувам. Поздрав. До сите оние кои што не следат од Свети Николе. Да. Епа, јас мислам дека овие што ги тука читам, мислам, дополнително да се зголемат казните на крадците за кебапчиња. Не би требало да се зголемат во однос на оние што крадат максимално. Луѓето крадат државата, ни ги крадат нашите пари, нашите средства, а тоа може би има и различни причини зошто некој, ако веќе има такви, што ги крадат и кебапчиња. Друго што прашање поставувавте? Па еве анкетното прашање, намалени се казните за крадење државни пари, максимумот е на 4 години. Ви личи ли дека ова е престрога казна? Не 4 години, Тинче, не 4, 30 години. Ме разбираш, 40 години треба да се казва. Не 4 години. Во Турција се казнува и 11.000 години. Да, според тоа што го читавме каде било. За кралот на криптовалутите. Добро, тоа малку и хумор, ако не се лажам. Меѓутоа, сепак треба да се казва. Како ви личи, како се случи овие измени? Во врска со... Не ги оправдувам. Воопшто не ги оправдувам. Благодарам, секако оправдуваме и драго ни е дека ви има во голем број. Големо благодарам секако што се јавивте. И еве го на зашто јас малку дадов насока кога ви напоменав, односно нашиот редовен гледач од Македонска Каменица го запрашав дали се случило некоја соседка или пријателка да му гледа на кафе. Еве од каде инспирацијата, одиме со следната твит конверзација. Има напишано: затвор за гледање на кафе. Што е следно? Затвор за играње солитерна работа? Ил Чупака Кабра Кума Лот напишал: ало бре, не давај идеи. Па еве, дали може би
ќе напредуваме во поглед на тоа што ќе се зголемат можеби казните за крадците на кебапчиња, казните за оние кои што гледаат на кафе и така натаму. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, Црвена линија. Да, поздрав ти на многу до тебе. И сакам да ти кажам најискрено да поздравам и девојчева што ме поврзува. Многу бава енергија ми пушта кога ќе се јавам, прво незиниот глас ми пушта енергија, продолжувам на кај тебе. Така да Точно е, задоволство е да се работи со неа. Еве јас потврдувам. Да. Многу фино е девојчето, значи толку има нешто во неа, нели во самиот глас. Сега да ти кажам најискрено, значи толку сум разочарана Тина, да не бевте вие медиумите, јас немаше да знам дека за гледање на кафе стварно следувало толкава казна од една година. И сега видео вие што си направија колку се памети. Сега колку го сваќаме тоа, значи они се свесни дека крадат. И сега си викат, чека, може ке не сменат. Еве да прашам едно прашање. Дали ви се чини дека е гледано на кафе за да се направат овие измени во кривичниот законник? Од каде дојде оваа идеја? Некој им гледал, вака, Тина, некој им гледал, јас сега како Твитер настапувам, твитерџија, некој им гледал и им кажал, внимавајте, ќе бидете вие во затвор осудени. И си вика, чека ние со време да си ја намалиме казната, ама знаеш што не ме јасно, зашто не поработеа малку на затворите, зашто таму ќе бидат сместени, сигурно ќе нема да имаат убави услови. Инаку, не можам стварно да разберам што се случува ова. Замислите некој човек не платил сметка, колку тоа он плаќа, колку е он обештетен, колку е страшно е разочаран, нели нема пари, а овие си... Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Благодараме ви и вие што споделувате убава енергија од другата страна. Не мотивирате секогаш да бидеме онака како што треба токму за вас. Сите кои што не следите. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво. Па брате, за графчиња гледање, колку е казна, не дознате? Па најверојатно би било тука горе-долу една година. За граф не знам колку се гледа на граф. Се уште ли гледат? На кафе гледат? На картица. За јагнешка плешка имало добра казна, сега ми јавија. Молам? За јагнешка плешка имало добра казна. Ама да гледаш во јагнешката плешка. Ја гледаш и... Значи, фактички доаѓа ситуација дека мораме само со затворени очи да се шетаме. Отишои да гледаме, значи може да биде казниво ако гледаме во некој објект или субјект. Така да све што се гледа казниво е. Вака би кажал, овие дивења да не се благословени од овој поган запад, значи порасипано нешто од западот, Америка, Британија и Европа. Сметате дека оттаму доаѓаат овие промени, дека всушност не се дојдени од... Па чива историја, америчка историја, кога ќе чуеш за Док Холидеј, Вајат Ерб, Џон Вејн, Буфало Бил. Во Америка имаат ли вакви казни до 4 години максимум за функционери? Да. Па види вака, гледајќи им ги филмовите, значи претежно за судството се однесуваат за име болна тачка судството, правдата и таму не функционира, ама нема време, па ќе поздрав пријатно. Добро, благодарам многу за јавувањето. Секако редовен гледач, драго ни е што се вклучивте и денес. Еве уште еден твит од Спиридон Мак, кој што напишал: ако законот е лош, а тие не гласале да го спречат донесувањето, иако со гласање против можеле, се учесници се. Добро, од каде дојде оваа идеја да се случат овие измени? Како ви личи? Дали ви личи дека во иднина всушност ќе има промени во однос на време траењето на казните за крадците на кебапчиња, за гатачите на кафе, за оние кои што нели кубурат и продаваат, се разбира, на пазарите со цел да обезбедат некој динар за да донесат нешто на трпезата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде Никола од Ѓорче. Поздрав, Никола, до вас. Темава ви е интересна, ама некако сте се завртили за кебапчињата. Малце е смешно, малце... Зашто да се завртиме, ве, дајте ни идеја. Знат, остајте ги кебапчињата. Ова е проблематична тема. Значи, неколку дена се збори за законите. Тие се исти. И кога беше ВМРО на власт, се крадеше, никој не одговараше, и кога дојде овие на власт, и исти се. Јас стано го повторам. 33 години
македонскиот народ, македонците што живеат и албанци, и турци, и сите, страдат од тие две партии. Тие две партии мора да се збришат. А како ќе се збришат? Запад само може да ги тргне. Или упорно викам, погрешно да не ме сватите, сакам една демократија, да има една законитост во ова Македонија. Ради моите деца, имам две деца, внучиња. Со овие две влади, овие две партии ништо не правиме. Затоа да не се излегува на избори, да види меѓународната јавност, ова политичари, дека нешто не е во ред со овие две влади, две партии, нешто не стима. Нека дојде некоја страна да не води 5-10 години. Тој да ни закони да ни даде и за кебапчиња, и за плескавици, и за све да се оправиме. Вака ништо не правиме. Благодарам многу за јавувањето. Секако и ве ќе кажам дека малку сме можеби и иронични, но има зошто прашуваме. Се сеќавате за тој случај кога нормално човекот кој што најверојатно притиснат од потребите да конзумира храна, украде кебапчиња и експресно беше и притворен и осуден. И сега зборуваме во однос на тоа дали вам ви се чини дека од сега па натаму како тргнале работите, токму оние кои што еве ќе направат ваков кривичен прекршок, експресно ќе добиваат и големи казни, а дали ви се чини дека може би и е прегруба казната која што е всушност ќе ја наречам намалена на некој начин за крадење државни пари на максимум 4 години. Тоа не е анкетното прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Кога се ви ти представуваат, еве уште еден никога ни тркало. Не може да апелираме да ни излегуваме на избори. Може не ги сакаме тие двете сорти на партии, затоа што тие заеднички си прават кворум и си изгласуваат закони, а кажуваат дека другите не чиниле, едни за други само се напаѓаат и вреѓаат, а само лажат. Го лажат народот, го лаже и позициониот, да речеме владеечкиот лидер, исто лаже и опозициониот. Затоа што ако тој сака избори, ќе прекине влегување во собрание, излегување на неговите од собрание и еве ти избори. А тој влегува и се крие од народот и влегува во собрание и кажува дека е вака, дека така и кука само, а кукањето не помага на никој. Затоа излегување на избори, меѓутоа гласање за оние што се појавени нови некои десни или какви или тамо што ги има некои македонски партии кои се стварно за доброто на Македонија. Инаку вака вработување на 80% не македонци во овие 7 години, а 20% македонци. Тендерите ги зедоа сите што се не македонци, милиони отидоа во раците на не македонци, па сака некои македонци да не се... Благодарам за јавувањето во црвена линија. Уште еден твит. Инат напишал: кој најмногу ќе има ќар од законот? Па тој е за него. Во случајов и на ВМРО за криминалите нивни, на СДС и ДУИ за нивните. Што значи гласал или не гласал, се е театар. Државава и нема спас. Нема ни една опција која може да даде никаква надеж. Стварно не знам како ќе тераме, но ние знаеме дека црвена линија тера и понатаму со вас, драги мои, што значи време е да слушнеме нов став. Добар ден. Добар ден. Да, на црвена линија сте. Добар ден. Вие, сакам да кажам за темата. Дали бугарите со внесување на уставот? Бугарите секако треба се внесат во уставот. Тоа е добро за Република Северна Македонија. Тие бугари се наши македонски граѓани. А според вас, како се случија овие измени во кривичниот законник? Тоа не е темата. Има право како сите граѓани. Казните што ви кажувате, вие казните, врска нема тоа со намалување на казните. Казните ќе се забрзува. Законот што е дојден тоа го предвидува. А ние што кажувате за вакви теми дека ќе бабчиња, она, секој што ќе направи прекршок ќе биде казнет. По условите на оние. Не може досега да биде казната, 20 години во станство... А ви личи дека досега се казнети сите оние кои што требаа да бидат казнети? Имаме прашање и такво, еве.
Како прашање имате? Дали досега се казнети оние кои што требале да бидат казнети? 20 години се суди, избегува и казна добива ослободителна. Тоа е срам за една држава, за едно општество. Затоа овој закон е добар, што ќе се убрзава казните и секој согрезно ќе си плати. Без обзира дали законот мора да биде европски, а тоа значи кај да оди во која држава, ќе си ја одлежи казната. Некако Груевски украде Македонија, побегна во Маđarска. Што е тоа? Значи законот мора да биде и во Маđarска да важи, ќе важи и во Македонија, во Северна Македонија. Само така ќе имаме овие сине што се јавува, овие што се прават бугари, сите мислат лошо. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете и вие секако да не следите понатаму. А еве и ќе ви прочитам коментар што се однесува и тука и ќе ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија. Можам и да ви покажам како изгледаме на Facebook. Еве го нашиот акаунт Црвена линија, тука е објавена темата. Дали дополнително ќе се зголемат казните за крадците на кебапчиња, тоа е една како да кажам, појдовна точка прашање со кое што стартуваме дискусијата и со вас, па и со оние кои што не следат на Facebook. Игор Јанковски напишал: здраво Тина, здраво Игор. Поздрав од Игор Јанковски од Беровско во врска со измените на кривичниот законник. Истите измени представуваат синоним на неказнивост и со истите измени се подкопува владењето на правото. Борбата против корупцијата и организираниот криминал треба да биде суштинска, а не само на декларативна основа и истата да биде спроведена низ пракса. Поздрав до целата екипа на Црвена линија. Игор, голем поздрав и до тебе од нашата екипа. Продолжуваме со вас да видиме на 0230700005 кого ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Секој е добро. Поздрав од мене имате. Поздрав. Па еве како се случија овие измени? Некој гледаше ли на кафе? Како дојде до ова? Не, Тина, јас не би оплячкал 1 килограм чебап или тамо десетина за 4 години. Кога би плачкал повеќе пари. Законот не постои, за еве кажуваат самите. Јас кога би избирал помеѓу чебапите и да бидам функционер висок во владата, нормално дека ќе крадам. Законот дозволува. Еве апел до правдата и до сите. Јас одам за 5 милиона евра 8 години затвор. Сериозно го говорам. Нека ме осудат да ми ги дадат тие 5 милиона. Овој казнен законник што го донесуваат, не знам што ќе донесат. Не знам што ќе донесат и што се припремат. Меѓутоа што и да донесат и све што е промашено. Верувајте дека јас застанувам за тоа власт. И давам гласовите, меѓутоа повеќе за никого, исто како оној од Па некако еве не сакајќи кажавте кражбен закон место казна. Така испаѓа. Во случајот ги поддржував криминалците за 4 години да проневерам ја како директор или како министер милиони и додам 4 години. Од 4 години 2 ќе ме пуштат и на викенд и рекреација и така да тоа е како да сум бил на некој одмор. Али ќе си дојдам на фатиран со 10 милиона евра. Кој е тој закон? Ве молам. Не знам, немам коментар. Ова секако драго ни е што имавте коментар токму одреден за Црвена линија и ова денешно издание. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој е добро, во Црвена линија сте? Благодарам. Да ви кажам да не беше тажно, ќе беше смешно. Се лошо не се дешава во државата. Добро ве, кој го прат будала? Народот? Ние не сме поќе будали. Гледате дека масовно сите излегуваат на протести. Едно ме интересира, во Грција излегуваат масовно на протестот и мислите дека се чипирани во личните карти. Ало, а ние, како народ, не излегуваме со онколошките болни, што се со луѓето, со пензионерите, со било кој да е. Абе, масовно треба луѓе да се излези. И кои се ови што се на власт, што донесуваат промени во кривичниот законник? Кои се? Со европско знаменце? Што значи тоа? Па ние ги избравме. Ние ги избравме. Значи, стварно треба да се излези на улица луѓе. А овие не треба повеќе да бидат на власт. Тие што ќе дадат последни, па нека му мислат.
Значи, стварно се дешават чудни работи во државата. Се што е младо избега. Да можам и јас ќе избегам. Значи, ова повеќе не е држава. Па кои бугари ќе влезат во уставот? Нема шанса. Еве, се кладам од денес дека нема да влезат бугарите во уставот. Оти доволно бевме будали. Кога ќе влезат македонците во уставот на бугарите, тогаш и бугарите ќе влезат во уставот на македонците. Значи, ова нешто што се случва е крајно срамно и ние сите треба да излеземе на улица. А не да се понашаме како англиска кралица дека сме. Ако сум вработена или имам пари или било како и да не излегувам. Благодарам многу секако што се вклучивте во Црвена линија. Уште една интересна твит преписка помеѓу Бокан и Авангард. Бокан напишал ке се помилуваат со нов кривичен закон, ке сменат устав и ке има вонредни избори. Авангард напишал само у Македонија може да смениш кривичен закон за 2 дена и на никој баш не му чуе. Енос ке ги оставате кондурите пред граница. Како и да е вистинското место да кажете што мислите и кои се вашите одговори на она што денес зборуваме со вас е Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, повелете. На крајот ќе зборувам за казе, за како се вика законот за казни. Вака да почнеме малку да им јаснеме луѓето во кој свет се наоѓаме. 28 најбогати во светот имаат богатство колку 5 милиарди чести луѓе во светот. Дали се илуминати или масони, тоа не знаеме. Меѓутоа, за нашиот свет, за нашето живење, ова е опомена или како се вика предупредување можеби? Предупредување за целиот македонски народ. Живеете во свет наметнат од моćни сили. Затоа ние, обичните граѓани, не можеме да ги разбереме. Сакате да кажете дека моćни светски сили... Како, извини, послово да слушам? Се извинувам, според вас моćни светски сили се вклучени во измените на кривичниот закон? Ние случајно сме влегле во брановита вода, дали знаеме да пливаме, да излеземе живи или не, ќе видиме на крајот. Него сакам да кажем, ова сите отказе што ќе биде ослободени, тоа се потенцијални гласачи на Оливер Спасовски на СДС. Ништо друго. Благодарам многу. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Еве можевте досега да слушнете од сите гледачи кои што се вклучија, кои какви видувања има, па можеби со некој од нив ќе се сложите, ќе видиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, Црвена линија. Благодарам. Па вака. Прво јас во наводници ќе кажам, тие што продаваат марули надвор од тезгата, значи тие ќе ги казнам 20 години. Тие што украде чепапи ќе ги казнам 50 години. А тие што украле пари од државата или од било каде од општеството, ни ќе ги наградам, ќе ги ставам председател на држава, на влада, министри, директори големи и така натаму. Значи, да, стварно да проуживаат малце, а овие ќе бидат строго казнети. Сега вистините да кажам. Значи, сите тие кои се огрешиле према законот, кои што направиле злодело, прво треба да се донесе закон за потекло на имот. Да се донесе закон не за старување на предметите. Ако веќе треба да застарува, ако се одлека предметот за 3 месеца, за 3 месеца покасно ќе биде, значи, застарувањето. Ако за 6 месеца, 6 месеца покасно, и тогаш интересот ќе биде помал за да застаруваат предметите. Тоа ќе размислат тие синковци дали ќе се влечкаат или ќе гледат побрзо да се расчисти случајот. Се до тогаш ние ќе ги имаме овој случај. Бугарите да не ги дискутирам, никој не ги сака, меѓутоа мораме да ги внесеме во уставот ако сакаме да одиме во Европа. Друго нема што да правиме. Тоа Господ не казнил, па сега како одлучил, така и ќе биде. Сакале, не ќе мора да се сложиме и со... Благодарам за јавувањето и повторно ќе се префрлиме на нашата Facebook страница Црвена линија.
Оттаму го споделивме јавно коментарот на Ингор Јанковски, а сега ќе искористам можноста да и одговорам и на Снежана Лазарова Луна, која што ни напишала зошто не може да се добие врска кога се звони од мобилен телефон, или може би постои некоја финта. Но ако може да се звони само од фиксен, тогаш гледачите не се рамноправни. Не се звони само од фиксен, се звони од мобилен. Секако тоа што не можете да не добиете, значи дека линиите се пребукирани и дека е голем интересот. Бидете настојчиви, упорни, секако верувам ќе ви успе. Така да немаме финти во однос на тоа. Нас и во интерес ни е да ве има во што поголем број. Како да ќе продолжам и со коментарот на Васко Гоцев, кој што напишал: ама затоа ќе има строги казни за бабичката што продава компири кромит без фискална, а полицијата како тигри ќе ги гони сторителите на тешки кражби и разбојништва. Крадење на ретровизори од коли, крадење на гуми за џвакање од продавница на неколку кубика дрва од шума и слично. Како и да е, ние ве прашуваме дали ви личи дека токму за вакви престапи, кривични престапи и овој тип на кражби, како што се кебапчиња, па еве и продажба на компири кромит без фискална ќе бидат зголемени казните, и дали ви се чини дека ова максимум казна од 4 години за крадење државни пари е престрога? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Да ја поздравам режијата и да ја прашам зошто вчера беше љубов и почитување кога СДС-овка кажа дека ние македонскиот народ сме биле мрзи и не беше од програма исклучена, а кога јас го бранев, нагласом го бранев македонски народ дека не е мрза, дека е работлив, а дека тие се мрзи кои нели играат фудбал, играат кошарка по канцеларија. А што велите за оние термини погрдни кои што Кој погрден термин? Кој погрден? Дали не е погрдно да кажеш дека сите македонци се мрзи? Дали не е говор на мрза? Дали мрза ви се чини како вулгарен збор? Па така рече, таа вчера не. Тоа може да не ни се допаѓа, но знаете како, некои сметаа дека можеби не сме доволно агилни. Па види. Ама кога ќе ги нарекуваш предавници, нацисти, фашисти, зошто? Кога јас вчера реков? Ајде да го вратиме тајмерот за вас, Еве Тале, ќе го вратиме со оглед на тоа што сте еден од најредовните гледачи во секоја сезона. Јас ја сакам мојата Македонија. Јас знам и треба секој од нас да си ја сака Македонија, тоа се подразбира. Кажете ми зошто се случија овие измени, еве, и никој ништо немаше против според вас? Знаете зашто? Ако Македонија години порано почитуваше честни водачи како Ченто, кој не сакаше луксус, ни коли, ни ништо, беше народен борец, не сакаше ни стражар да го чува од својот народ, тогаш Македонија беше вистински македонска држава со честни луѓе и честни водачи. Но таквите луѓе во Македонија завршуваат на Бесилка, во Идризово, во Голи Оток, или Дејанска Груевски да биде протеран, или ако тука беше ќе го бија сигурно во Идризово, оти правеше фабрики, ја бранеше Македонија. Тале сум исклучуван, оти сум за Македонија. А да плукам по македонскиот народ, да плукам по се македонски, сигурно многу попочитува. За жал така кајам се дека се што е македонско, се што е христијанско и честно, се плука, се негира, се маловажува, се забранува, а оние кои се нечестни, како нели ЗАЕП и СДС, криминалци нели и нели кои се закануваат со едење живи луѓе, тие се арни, тие се поддржани. Сега што сеите, тоа ќе жнеите. Поздрав Македонија. Поздрав, Тале, благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме. Имаме и вакво прашање, постојано можете да го видите на екраните. Има ли промената на кривичниот законник поврзано со внесувањето можеби на бугарите во Уставот? И од каде дојде оваа експресна идеја која што уште по-експресно се спроведе? И никој немаше ништо против. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум во црвена линија? Секако ве слушаме, повелете. Дали сум во црвена линија? Ве слушаме во црвена линија. Да му одговорам на Тале. Тале е еден од мрзливите тие. Тале е еден од мрзливите. На самиот почеток, значи немојте да ви се случи ниту за Тале и било кој да кажувате погрдни зборови, ве молам. Не, добро, бугарите не иди у обзир да се 80% народот не сака да влезат бугарите во уставот на Македонија.
Народ не сака богат за уставот на Македонија. А зошто се случаја измените во кривичниот законник? Убаца Кавадареско и Степа. Значи, дајте ми одговор според вас, зошто се случаја измените во кривичниот законник? За Скопје 2014 Санадер у Хрватска леже затвор, каде се дестилира КДЗ од Санадер и леже затвор, а Груевски ако дојде треба да одлеже вреден затвор и после видиме што ќе биде со него. Значи ВМРО треба да расчисти во собствените редови. И на крајот да кажам, дали еден од тие мрзливци... Не, готово, сега ќе побарам ја исклучување. Значи нема да дозволам да се вреѓате меѓу себе гледачите. Значи, поентата на црвена линија не да им даваме погрдни епитети на оние со кои што можеби не се сложуваме. Можете едноставно да кажете апсолутно не се сложувам со ставот на тој гледач, но веќе да го навредувате директно, тоа апсолутно е недопустливо во црвена линија. Жал ми е, но сметаме дека сепак треба да бидеме ние оние кои што се разбира ке ја представуваме нели и етиката и културата на овој медиум. Сепак сме емисија наменета за целата публика, што значи и за малолетната. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Ало. Ви слушаме, повелете. Ало. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало. Ви слушаме. Еме една напомена, нема да пропуштам еве и во овој дел, мада ќе пофалам дека не мораше многу пати да се повторува. Задолжително ве молам, особено оние кои што прв пат се вклучувате во црвена линија, да го намалите тонот на телевизорот. Значи зборувате само преку слушалка. Добар ден. Ало, добар ден. Јас одлично ве слушам, верувам и вие мене. Ја имам едно разложение на ако видите синекешната емисија кај Вин кај што беше гостинка идната министерка од Сенка за економија или за финансии за штигови, таа го нарече македонскиот народ неработник. Бидејќи самата кажа дека бараме повисоки плати, а продуктивноста е падната. Дали ме разбирате? Вратете емисијата, ќе видите, ќе се уверите. И го нарече дека покачувањето на платите е двигател на А интересно дека нашите кои што заминуваат надвор од земјата да работат, не само што не се враќаат, туку и голем дел од нив и напредуваат во работата. Не сме слушнале дека сме мрзливи. Кога добро ќе ве платат, нормална работа дека сите ќе работат, да ви кажам право. Меѓутоа проблемот е кај нас што ние многу бараме, најверојатно околу нормата е нереално се одредува колку треба на работник да сработи, што треба да сработи за таа плата што ја зима. Меѓутоа се вратам на темата. Мојот одговор е да. На двете прашања е да. Затоа што кај нас ние станаме земја каде што е многу опасно да крадете кебапчиња, не да крадете милиони, а дека стои договор за оваа за законов, тоа на сите ми е јасно по и на врапците, меѓутоа некои луѓе им одговара да глумат лудило дека тоа не е така, дека е нешто друго и таква работа. Ние секогаш, знаете, зависи у која тиква дуваме, таа ја браниме, толку пријатно. Еве имате уште време, дали сте се уште на линија на анкетата, што ќе одговорите? Казните, намалените казни за крадење државни пари се на максимум 4 години. Дали тоа премногу или премалку? Ќе видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете во црвена линија сте. Се слушаме. Слушай, оваа наша крива дрина е толку искривена, не може ни Господ да испрае. Која крива дрина? Јас се прашувам, ќе крадеме, па ќе донесеме закон да намалиме казните. Па тоа ни у Тунгузија, ни у Монголија, ни у Тибет го никаде нема кај нас се прави. Само тоа ќе кажам. Ајде да пушта тоа што прават тие казни па закони. 30 и колку години се кај нас доносат закони и закон нема. Значи закон има, не се поштува. Јас се сам прашувам, Тина, ќе ми извиниш, кој е председател на Македонија? Стево Пендаровски, господино Стево Пендаровски или господино Бојор Османи. Шо е ово, јас се сам чуда и се чуда 3 години да нема книги за учениците. И па каде е тај министер, каде е тај председател на држава, каде е председател на влада? Они си парите крадат, си носат тендери и тука децата да немат. Плюс да нема лекови. Ја ако сум председател, ќе му кажа на министерот за здравство, пато
да си одиш дома. А еве од каде дојде оваа идеја да се направат овие измени? Па, они си, стане седне владиката, седне попот, тоа е таа работа. Дали е превисока еве за вас казната максимум 4 години за крадење државни пари? Ама тоа не е крадење да крадеш 100.000 или 200.000, тоа со милиарди се краде златно пиле. Благодарам многу за јавувањето и за одговорите кои што ги дадовте во ова издание на Црвена линија. Еве Росана што има напишано на Твитер. На Груевски не му треба да се донесе нов кривичен закон, не знам што се глупирате цел ден. Стефчо после све го изгласаа гладко и ова нема да го прочитам, се шета низ град, влакно не му фали. Црногорец напишал, после изгласувањето на новиот кривичен закон, баш ме интересира како ДПМНЕ ќе го правда гласањето на уставните измени и како преку ноќ ќе исчезне бугарскиот диктат. Од каде оваа идеја наеднаш да се случат овие измени во кривичниот законник? Да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво, Тина, поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Ви слушаме, продолжете. 4 години, дали е голема казната? Да не е преголема, како ви личи? Преголема е, треба да вратат украденото. Не мора да лежат затвор, да вратат украденото и да, пошто немат услови за добри услови во затворот, треба да се створат услови. На студентите, знаеш колку да се направени услови? Студентските домови во Скопје. Немаат ни доручок сега. Затворениците немале услови, затоа што краделе од народните пари. Не мора да лежат из затвор, само да вратат украденото. Те поздравам, Тинче, тебе и цела телевизија Телма. Благодарам многу. Прекрасни сте, поздрав, чао. Голем поздрав, секако останете со нас. Она што следува и дојде веќе време се рекламите. Дојде времето кога уште еднаш тука ќе ве потсетам, ете за викенд имате доволно време, а верувам постојано сте и на социјалните медиуми, како што се Facebook, Twitter и секако Instagram, заследете на овие социјални мрежи, а оние кои што веќе не следат на Instagram, еве ги резултатите од нивното учество во денешната анкета. Нашето прашање за денес беше следно. Намалени казните за крадење државни пари на максимум 4 години. Дали казната е превисока? Со да одговорија 30%, додека со не одговорија 70%. И сега онака пред викенд, оние кои што редовно следат Црвена линија, прво ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте и активно учество со вклучување во ова издание. Секако да останете на фреквенцијата на Телма, апсолутно да останете со мене и да се префрлите со сосема поинакво расположение. Тоа значи расположение на доделување на вредни и убави награди кои што ќе ви го разубават и животот и секако викендот. Но нема да заборавам секако и да подкажувам. Затоа со внимание слушнете добро, ова се некои од прашањата кои што ќе бидат токму на денешниот квиз Заврти на Телма. Кој град е познат како градот на светлината? Тоа е едно од прашањата. Која е единица мерка за електрична струја? Кој бил наследник на Пипин Кусиот, Карло Велики или Иван Грозни? Како се вика делото на Петрарка посветено на Сципион Африканецот? Африка или паприка? Еве ви уште едно прашање која птица се смета дека е одлика на мудроста. Оваа недела беше берикетна за многу од гледачите, беа доделени и фрижидер и микропечка како главна награда, зашто денес онака пред викенда не ви доделиме и правосмукалка. Ве чекам за куса време во Заврти на Телма.